што е гроб. Бог е со секоја душа напатена и измачена, со секоја душа која што се распнува, која што е распната на крстот, на болките и на страдањата. Бог е во секој гроб, во кој што слегува православниот христијанин со вера и со надеж во неговото воскресение. Но Бог е воскреснат и седи од десната страна на Отецот, моќен да го воскресне, да го издигне и да го седне со себе во славата своја секој оној кој што го љуби и кој што во своите страдања, во својата болка има неповторлива можност да земе учество во страдањата и во крстот Христов, кој што е единствен спасителен за нас. Денес владиката Иларион ми се јави дали можем да дојдам утре на погребите во Кочани. Исто така и со архиепископот се слушнав додека патував наваму. Едноставно е невозможно заради термините. Им реков дека морам да бидам тука. Утре ќе го испратиме нашиот Ѓорѓи. Но воопшто не е важно каде сме. Сите ние утре ќе бидеме и во Кочани, и во Скопје, и во Струмица. Затоа сакам да ви зборувам денес. Имаме можност да бидеме едно. Како што не сме биле со децени, живееме разединетост по секоја основа на нашиот народ. И нема да зборувам за тоа, особено не сега. Но има сили кои што извираат од подземјето и кои што користат структури овде на земјата и овие мигови на несреќа, на тага, сеопшта, да ги искористат за лична полза. Ке го преживее овој народ и тоа. Зошто служиме молебе на Пресвета Богородица? Заради тоа што јас и како човек, и како духовник, и како епископ никогаш не можем да најдем и сега зборови на утеха за родител кој што го испраќа своето дете во вечност. Таму каде што е нарушен биолошкиот поредок. Но исправме сите заедно да се собереме и да ја призиваме на помош она која што својот син го гледаше раснат и присуствуваше на неговото погребение, но и се израдува на неговото воскресение и вознесение. Ние немаме друга утеха и друго застапништво и друго подкрепа освен онаа која што го роди оној кој што ја подкрепува и ја утешува сета вселена. А таа благодатно стана ризница на целата негова добрина, извор на секоја утеха. Драги браќи и сестри, ние знаеме дека смртта го нема последниот збор. Во Богочовекот Христос смртта е ништо, смртта е само премин. И затоа за луѓе кои што се соединети со Христос и кои што живеат со вера во Него, лесно ми е да им погледнам во очи и да им кажам слово на утеха, заради тоа што тоа е нивната утеха.
И тие го знаат и он ги знае нив. Светите оци на црквата велат дека Бог го зема човек од овој свет тогаш кога е најподготвен, тогаш кога е најчист, тогаш кога е најсветол. Нам не останува да се молиме и да бараме од Бог да ни даде сила да ја прифатиме Неговата света волја и да се снајдеме со смиреноумие во Неговата света промисли и за нас и за нашите ближни. Драги браќи и сестри, ние нашите упокоени не ги испраќаме во безнадежност. Ги испраќаме на местото кон кое што сите сме се упатили. И прашање на време е кога сите ќе се собереме и ќе му се радуваме на присуството Божјо и смртта веќе и страдањата и болката нема да бидат закани. Но не смееме да дозволиме болката и страдањата да ни го земат умот и да допринесат да заборавиме и да згазиме на достоинството на христијаните и да живееме и да се однесуваме како оние кои што немаат надеж. Да живееме и да се однесуваме како Бог да не воскреснал и како гробот да е крајот. Ако се надевавме на Христа само во овој живот, како што вели свети апостол Павле, тогаш ќе бевме најбедните од сите луѓе. Но сиот наш живот е подготовка за вечност. Сиот наш живот е подготовка за оној миг кога Бог ќе не повика од овој живот. А начинот на кој што Бог ќе не повика, моментот на кој што Бог ќе не повика, е во Негова власт. Човекот се реализира и пронаоѓа смисли на своето постоење и како личност единствено во заедница. Но единствено во заедницата болестите и болката и страдањата се полесни заради тоа што се споделуваат. Најголемиот страф и најголемата агонија на човекот е да биде сам. Она што гледам дека се случува, како што реков, во сиот траур, низ кој што поминуваме, пројава на заедништвото и пројава на љубовта и пројава на сострадалноста, која што како да беше исчезнала од овој народ. И ако воопшто нешто светло можеме да видиме во оваа трагедија која што ни се случи, е тоа што сите овие луѓе кои што ги спомнавме сега, ги спомнавме со болка и со солзи како наши браќи, како наши сестри, како дел од нашето семејство. И тоа отвара една нова перспектива, црковна перспектива, да го доживееме секого како наш брат и како наша сестра. Пресвета Богородица нека влезе и нека се надвиси со својот чесен омофор на секој пострадано срце, на секој родител, на секој мајка, на секој татко, на секој брат, на секој сестра, кои што испраќаат упокоен и пострадан во оваа трагедија. Заради тоа што друга помошница немаме, како што пееме во црковните химни.
Слушам зборови деновиви за вино. Како да овие денови се како во овој денови има простор да се зборува за тоа и да се обвини некој. А не слушнав никого себеци да се обвини. Кој е виновен за трагедијата? Јас чувствувам вина. Јас чувствувам вина заради тоа што мојата молитва како на епископ на црквата не беше доволно силна, не беше доволно огнена и посилна од стихиите на огнот. Јас чувствувам вина заради тоа што ја немав таа слобода духовна пред Бог, да влијам и да ја променам Божјата волја, како што правеле многу светители. Ако погледнеме искрено и длабоко во себе, сите ќе најдеме вина. Зборуваат деновиве за трулоста на системот. Кој го чини системот? Но не е денот и не е местото да се обвинуваме. Треба да тагуваме, треба да се молиме и човечки да плачеме, ама не да очајуваме. Но треба да си подадеме рака и треба да се сплотиме. Треба да станеме едно. А кога тоа ќе го оствариме, тогаш ќе најдеме начин и ќе најдеме решение за се. Затоа, внимавајте, драги браќи и сестри, да не се всели духот на раздорот и да не најдат начин и пристап до вашите животи, оние на кои што задача име тоа да го прават. И го прават. Го прават со децении на овој народ. Трагедиите и несреќите секогаш го обединувале овој народ. И може би заради тоа и постоиме. Заради тоа што кога ќе ја погледнеме наназад нашата историја, доминираат несреќите, тагите и страдањата. Ќе го преживееме и ова и ќе излеземе посилни. Заради тоа што нема пора за нас. Нашите упокоени, кои што загинаа во несреќата, не сме ги изгубиле. Тие се во преградките на Бога и Отецот, таму каде што е Пресвета Богородица, таму каде што се нашите свети 15 свештеномаченици. Тие го пречека и тие му се радуваат на Ѓорѓи и на сите оние кои што пострадаа, овенчувајќи ги со маченички венци. Тоа е нашата вера, тоа е нашиот живот. Тоа не значи дека не треба да тагуваме и да плачеме. Луѓе сме. Ама не и да очајуваме и да се однесуваме како оние кои што немаат надеж. За нас гробот не е крај. Смртта го нема последниот збор. Последниот збор го има животот. Изворот на животот, Богочовекот Христос, кој што прв слезе во гробот и како првенец воскресна и направи пат на секоја душа, на слобода и на излез од смртта. На него се надеваме и во неговите раци, во неговите преградки ги испраќаме сите пострадани и на неговото милост, на него милостивиот му се молиме да ги укрепи, да ги исцели оние кои што пострадале и оние кои што страдаат на било каков начин. Бог да им даде Царство Небесно, да им даде утеха и исцеление на повредените, на ужалените, а недостатокот и отсутството нивно Бог да го пополни со својата љубов и со својата благодат. Живе нашиот Бог и ние живи ќе бидеме. Амин.